Браќа и сестри, дами и господа, почитувани битолчани и жители на Пелагонискиот регион. Добро дојдовте на 18-тиот протестен собир и 18-тиот протестен марш, именуван како стоп за формирање на 18 општинска меѓурегионална депонија. За оние кои што прв пат доаѓаат, ви благодарам на вашето присуство. За старите борци, ќе видиме тука уште долго. Ме радува што за прв пат гледам и многу млада популација. Поздрав до младите. За тие што не ме знаете, јас сум Тони Апостоловски, член на координативното тело кој што ги води самите протести. Ми замерија прошлиот пат дека многу сум зборувал за политиката. Дами и господа, никогаш не зборувам за политиката. Зборувам против политиката. Против она политика која што не собра еве овдека за да се организираме и да се сплотуваме како никогаш досега. 18 општинска меѓурегионална депонија во срцето на Пелагонија. Се убедуваме дали треба или не во 21 век. Во 21 век да го збираме целото југо-западно македонско ѓубре на нашите простори, спрема мене е сулудо, економски неисплатливо и сметам дека е само така една убава пригода за некој од политичарите добро да се офајди. Затоа што, ќе повторам, од тие 30.1 милион евра кои што се наменети за формирање исклучиво на депонијата во Мегленци, предпоставувам дека проектантот, односно тој што го нарачал самиот проект, ќе земи провизија од 5 до 10%. Тоа не го знаевме пред 10 години, меѓутоа сега и тоа го знаеме, дека со секој проект измислен, фиктивен, некој зема пари. Затоа немојте да се чудите кога некој нагло од политичарите се збогатува токму од нас, токму од нашиот труд, затоа што ние сме суверенот, прво ги гласаме да не застапуваат на централно и на локално ниво, а потоа од нашите примања го полниме и градскиот буџет и централниот буџет. Никој не ги прашал граѓаните дали сакаат формирање на 18 општинска регионална депонија. Никој не ги прашал дали е исплатлива таа 18 општинска регионална депонија. Никој не ги прашал граѓаните дали сакаат да одвојат средства за таа 18 општинска регионална депонија. На социјалните мрежи често сум нападнат како лаик во екологијата, како лаик во политиката и така натаму и така натаму. Дами и господа, вие кои што напаѓате, јас не сум нити политичар, нити камерман, нити црквено лице, нити екологист, нити многу работи кои што ги пишувам. Меѓутоа, кога сите во државава молчат за проблемот кој што се вика 18 општинска регионална депонија, мора некој да зборува. Ќе зборува народот. Повикувам професори, повикувам доктори, повикувам рударски инженери, геолошки инженери, градежни инженери. Никој досега од фелата нивна не се има изјаснето дали воопшто сака и да помогне, макар и во скриена форма, а камоли да дојде тука да застани и да речи да, јас сум тој и тој со име и со презиме и ќе се борам против формирањето на 18 општинска меѓурегионална депонија. Се извинувам, кога беше во Гевгелија? Неделата. Во неделата. 2 коли од Битола се закренавме 208 километри во еден правец и отидовме Гевгелија за да дајме подршка на сличен еден ваков протест кој што се вика стоп за изградба на хидроцентрали
на реката Дошница на планината Кожух. 208 километри, не е тоа за фалење, едноставно посакавме да бидиме таму и да бидиме дел од нивниот настан. И тука вие посакавте да дојдите, затоа и дојдовте. Гледам многу нови лица, старите лица дали се уморија, дали се по одмори, или не знам од кои причини се повлечени, меѓутоа ги нема. Се можам да разберам и се е разбирливо. На секој протестен собир или протестен марш, посебно на крајот, пред офицерскиот дом, ве повикувам на сплотеност и на организираност. Во Дошница, односно смрдлива вода, така се вика таа населбата, таму во Ѓевѓелија, вистина рекичката е малечка, меѓутоа со многу бистра вода. И сега, некој што сака да профитира и кај ними, исто како и кај нас, од изградбата на депонијата, решил да си изгради 2 хидроцентрали. Нека бидат по 2 мегавати максимум, не може ни толку, видовјас капацитетот на водата. Мислам дека двете ќе бидат 2 мегавати. Кога ќе сватиме дека сме нападнати од чистото империалистичко зло кој што влада и на планетава, ќе не има секој ден овдека се повеќе и повеќе. Затоа што внимавајте, тие не се дојдени по нас, тие се дојдени да не избркаат од оваа држава. Како ќе ни избркаат? Па кој ќе му живее овдека во Новаци? Ако ги нема новачани овде, кој ќе живее во Новаци кога ќе му се формира 18 општинската регионална депонија? Во моментов, секој трет новачанец е заболен од канцер. Откако ќе ја изградат депонијата, дали ќе се зголеми или ќе се намали? Тие викаат дека ќе се намали канцерот. Дека, и то пазете, председателката на Советот во општина Новаци е доктор по струка и вели дека ќе се намали канцерот. Дали ќе се намали или не ќе видиме. Гледајте што функционира во градов. Во градов функционира 2 фирми, Бехтел и Енка и Рек Битола. На двете му предвидувам тотален колапс за максимум 2 години. Ме слушнавте добро, за максимум 2 години. Никој не гледа дека автомобилската индустрија во Германија е падната на нула. Каде ќе работат овие од Бехтел и Енка и за кого ќе работат кога целата автомобилска индустрија е преселена во Кина? Во Кина има доволно ефтина работна снага. Не им требаат битолчани. Да, битолчани екзистираат од Хромберт и Шуберт. Не му се ситам, не му прогнозирам нешто што не може да се случи. Само треба да размисла трезвено. Во еден момент ќе бидеме потиснати од сите империалистички сили за што побрзо и што побезболно да напуштиме татковината. Забележете, младите бегаат, се радуваат да извадат бугарски пасош и да пребегаат преку океанските и во европските земји. За да извадиш бугарски пасош, млада популација, прво го прашуваат дали татко ти бил бугарин? Да, ќе му речите, бил бугарин. Дали дедо ти бил бугарин? Да, бил бугарин. За да избегате од државава, ќе се подпишите и Турција ако треба. Многу ви е потешко да застаните овдека и да се борите за вашата иднина. Полесно ви е едноставно да испакувате куферите и да замините. Со ваква индиферентност на комплетното население, посебно на младата популација, која што треба да биде двигател на целото општество, ние, како колектив, сме осудени на пропаст. Ве повикувам, секој протест ве повикувам, дојдете, дојдете, дојдете. Имаме поделено преку 3000 флаери, ќе делиме уште на социјалните мрежи, одат спонзорирани објави. Секоја објава се гледа од 50 до 60 илјади гледачи.
ја гледаат објавата дека се бериме тука и дека сме против формирање на 18 општинска регионална депонија. Каде се луѓето ги нема. Знаете како? Наеднаш доаѓа поплавата. Наеднаш мава гробот ведро небо. Сега се е во ред. Видете, никој, нити од политичарите, нити од медиумите не зборва повеќе за регионалната депонија. Има по 3-4, еве ги тука се до нас, од органите на редот. Телевизиски медиуми повеќе нема. Еве го телевизискиот медиум. Ќе стигне до мои 7-8 фоловери колку ще ги имам, ќе стигне до мои 5000 пријатели, ќе стигне преку групите кај што имаме влијание, ќе не видат 10 до 15.000 луѓе. Тоа е малку за да се алармира во цела татковина. Медиуми, петкиот јавач на апокалипсата, секоја чест и за вас. Доколку некогаш татковината се ослободи од окупацијата во која што е падната, доколку некогаш татковината започне да ја гради, да го гради своето општество, онака како што треба, ќе мора да се пресметаат со 3 или со 4 сектори кои што секој дневно ја организуваат државата. Првиот сектор се медиумите. Знаат точно што се случува, не мора во Битола. Знаат точно што се случува и во Прилеп, и во Кочани, и во Ѓевѓелија, и во Скопје, и во Тетово, секаде низ цела Македонија. Меѓутоа, и тие се под корпорација пикнати на BlackRock, исто како што инсталирана и оваа влада, исто како што беше инсталирана и прошлата влада, и преднеа се од 1990 година. Гледајте, внимавајте, не сум политичар, меѓутоа не можам да му се изначудам на глупостите кои што мора да ги трпиме. Тука имаме еден пријател од Словенија, да не се налути, поздрав Борис. Ќе зборна малце за вашата сограѓанка. Кос, како се вика. Иди тука и ни кажва како да сме неандерталци. Имаше еден што ни кажваше, сато гледајте го. Вака ни кажваше на стрелките на часовникот. Господјата доаѓа и ни кажува дека идентитетот ни е гравче, тавче, пиперки, домати и така натаму и така натаму. Не е таа крива. Точно, овој што е сегашниот премиер се огради од неа, рече дека идентитетот е многу повеќе колку гравче, тавче и така натаму, меѓутоа видоа дека со нас можат да работаат се што сакаат. Видоа дека нема отпор кај граѓаните. Видоа дека нема отпор. Кога ќе нема отпор, самата депонија ќе почне да се гради. Планираме. Се оди плански. Меѓутоа, како да планираме? Со мал број на луѓе. 100-200 луѓе. За време дојден градот, дојде на Битолата до 100 до 200 луѓе. Каде се останатите 50-60 луѓе? Ќе ги видиме сега надолу каде се. Дали знаат тие нешто повеќе од нас? Дали треба и ние да легнеме и да заспиеме до ними? Затоа што ако ние легнеме, нема повеќе никогаш никој да се разбуди. Може многу што да зборувам, меѓутоа тука ќе прекратам. Повикувам некој дали сака да земи збор. Затоа што вечерва Гром, нашата битолска музичка група има концерт во Хераклеја, па сато некои од протестантите сакаат порано да заминат. Дали некој бара збор од вас, ке ве молам? Ајде, Зоран Лазаревски. Да ви поздравам сите, што сте упорни, што идете овде. Значи, упорноста е наша најважна одлика. Нема да се откажиме, упорноста секогаш се исплаќа. Сега бев Охрид пред неколку дена и на враќање почна да, таму кај депонијата, кај Шавреме, почна страшно да смрди. Значи, не можеше да се издржи, моревме да ги затвориме прозорците од колата и си помислив, изборав и со некои други луѓе што поминале тој ден таму, си помислив кога само Охридската депонија толку многу смрди и не се издржва, замислете 18 такви депони да ни донесат нас во Битола, да ги палат и да смрдат. Значи тоа е стварно нешто несватливо. Кафеџите како што гледате упорно си пијат кафе, ама ние упорно си протестираме. На крајот ќе видиме
кој ќе победи. Важно, ние нема да се откажиме, ќе се продолжиме понатаму. Ова е 18-ти протест, значи тоа значи 18-та недела и продолжуваме и понатаму. После кога сега тие се во мало затише, пошто се ближат изборите, не ни спомнуваат, никој не спомнува депонија. Спомнуваат само позитивни работи, самови работи, сите се насмејани и тоа ќе го заташкат дур да дојдат изборите. Ама ние будно пратиме, ако приметиме дека некои големи активности се случваат, почнува да се гради, идат камиони од други општини, тоа ќе преземиме по радикални мерки. Значи ве уверувам во тоа. Блокирање на патишта и слично. Сега и тие се во затише и ние не сме во затише, ние си ги правиме нашите протести, али поголемите мерки ги преземиме, кога на терен ќе приметиме дека стварно нешто превземат и почнуваат да го спроведат нивниот проект на смртта. Фала многу. Ти благодариме. Знаете како? Не паѓајте со духот. Нека бројкава не ве прави послави. Она што е наше, мора да го дариме. Тука никој не иди за профит, за ќар или за така едноставно да му помини времето. Имаме единствен проблем кој што се вика регионална 18 општинска депонија. Колку сме, толку сме, на број да сме здрави и живи, за да можеме да се бориме со целото свое срце, со целата своја душа. Дали некој друг бара збор? Ајде, повели. Јас се вратив денеска од Белото море, од Македонија јужна, понивно северна, и само едно сакам да ви порачам. Овде има многу убави луѓе и им пожелувам сега на следните локални избори да се кандидираат за советници, за градоначалници. Мене не ме бива за политика. Ме бива за песна и за патриотизам. Ама него го бива за политика. Те молам, пријави се, а и палјото го гледам овде некако овој нашиот го бива, има некој речник, може би не е рокер, сака да слуша рок музика, ама сакам да го предложам да се кандидира за еден од факторите во Советот на општината Битола. Ете, тоа е од мене. Момент. Чекајте се. Тука не сме дојдени за политика, дојдени сме за живот. Пред се. А до сега има луѓе што се во општината конкретно за животна средина. Упорно не сакам да ги именувам, меѓутоа тие сами ќе се препознат, конечно да почнат да работат со граѓаните на ова тема. И на претходниот соговорник, што беше пред вас, би му порачала, исто како што се тројца веќе во комисија влезени за депонијата, да имат право да прашат и да барат, што се случи денес, каков договор се случи за водите, вели има 3 пилот области за води кои што денес ги подпиша од општината и конечно треба да бараме од тие што земат. Пак не сакам да ги именувам, ама во имена ако не прашате конкретно, да не прашате личноста, вие што веќе имате можност, наредниот пат јас вистина ќе ја прозивам, како ги заработува своите пари и што прави, како договара за нашата животна средина и животот. Политика не ни треба живот. Изгледа не беше тука прошлиот протестен собир, затоа ја спомна политиката. Зоран Лазаревски палјото јасно ви кажа дека ќе се кандидира за независна листа во Советот на општина Битола. Јас јавно ви кажав, никогаш во овој мојот земјен живот нема да ме видите во никаква улога на политичар. Имам 60 години и имам оценето дека е политиката нешто најдолното што може да постои на светот. Спрема мене. За останатите не знам. Никогаш
и во ниедна форма нема да ме видите нити да гласам, нити да бидам политичар. Тоа му го препуштам на политичарите. Мое да застанам, да се борам со вас, заедно со вас и конечно да можеме да се одбраниме од злото кое што не има надвиснато. Дали некој друг бара збор? Со бојкот нема победа. Со бојкот нема победа. Значи некој работи за нив. Значи мораме да гласаме. Па како? Здраво на сите. Љубов ми е што ве гледам повторно тука сите заедно и да бидеме уште повеќе. И да продолжиме упорно. Значи, на последната седница на која што присуствував како граѓанин во општината, не беше прифатено мислењето предложено од градоначалникот за формирање на 18 општинско комунално предпријатие, кое што би требало да стопанисува со сите тие општини за ѓубрето што ќе биде донесено овде кај нас во Битола. На тој состанок не можеа да го прифатат тоа мислење и не се согласуваја сите. Се чекаше уште еден-два следни состаноци, односно седници на Советот, и на наредните беше прифатено. Со што општина Битола официјално се согласи ѓубрето од 18 општини да доаѓа во Битола. Односно во Новаци, депонијата во Новаци. Пелагонија, општина Новаци. На состанокот исто така од тие што не се согласуваја беше речено дека ние не сме запознати. Значи има советници што не се запознати за што точно се работи, како ќе функционира таја депонија и дека никој нив не ги информирал. Колку што знаеме, во општината постои посебно одделение за екологија. Во моментот надлежна или раководител на тоа одделение е Валентина Андријашевиќ Кривашија. Како таа не си ја извршила својата работа да ги информира сите советници за што точно се работи? Зошто не ги примела информациите од централна власт за се што се доставува за работа во врска со таја депонија? Но сепак, на наредниот состанок и покрај тоа што не беа информирани точно за што се работи, советниците изгласаја дека може да учествува Битола во таја во изградбата на таа депонија, односно дека прифаќа соработка со останатите општини од Пелагонија и југозападниот регион на Битола. Сега, јас сум од времето на социјализмот. Главен дефект или одлика на која што никој не можеше да реагира, тогаш беше неодговорноста, односно колективната одговорност. Значи, кривец не можеше да се најди, сите беа заеднички одговорни за се. Кога веќе се смена системот, очекувавме некое подобрување, да функционира држава. Тоа не го видовме, туку добивме држава која ги крие кривците, да не речам криминалците. Сега, на ниво на општина, цело време ја спомнуваме општината, меѓутоа сега сакам да наведам со име и презиме кои се советниците кои гласаа за депонија во Пелагонија од 18 општини. Се извинувам. Значи се извинувам. Јас колку што пратев, пошто има значи на YouTube, од општината сите седмици може да се гледат. Нашите советници му беше нив кажано дека ќе се гради современа европска не депонија, значи современа европска не депонија, туку центар за справување со отпад. А за да се справува со отпад, треба прво да се селектира
Второ, да има фабрики за преработка. Тоа е справување со отпад. Не му беше кажано ќе се депонира нештото, туку дека ќе се справува. А ова не веруваме дека е правилно, ниту па европско справување. Тоа е разликата. А кого го браниш? Кого го браниш? Кажвам тоа што е. Кого го браниш? Отвари го на YouTube и ќе видиш дека сум во право. Браниш. И ќе ми речеш во право. Браниш? Кого го браниш? Како ќе кренам рака, ако не слушаш слобода? Шо? Па немало проект, Шо? што гласа? Треба да верувам тоа што го кажуваш. Кого го браниш? Значи, Ама ти браниш. Не верувам што го браниш. значи сега, што имаше несогласување околу кој, зошто и како, јас сакам сега само да ви кажам, Кој е профил? Еј, ќе ве молам. Ало, И овде кој има фајра ќе види. ќе ве молам, сконцентрирајте се на говорниците. значи сега не одиме на општо, општина Битола е крива. Еве ќе ги прочитам луѓето кои гласаа за градење на општинска депонија во Пелагонија. Предлагач на состаноците на Советот за вакво решение, 18 општинско комунално предпријатие, е градоначалникот Тони Коњановски. За ова депонија, изградба на ова оригинална депонија, гласаја Бојан Бојковски. Сега ги читам советниците од ВМРО. Бојан Бојковски, Сонја Петреска, Михајло Вангелов, Марица Тодоровска, Марко Јосиповски, Златко Лозановски, Марта Ѓоргиевска, Анета Ѓоргиевска, Јосиф Стевоски, Зоран Петковски, Ленче Илиевска, Сашо Николовски и Лидија Павловска. Од друга страна, Коба Јаги опозицијата од СДС чутеше. Со тоа и таја учествува во ваквата одлука на Советот на општина Битола. Од СДС гласаја Методија Илиевски, Елизабета Тодоровска, Александар Димовски, Жаклина Наумовска, Кире Климевски, Петар Николовски, Хети Неделковска, Јадранка Павловска, Мирјана Захариевска, Ралевска, Елена Кромидаровска, Маховска и Борче Корлевски. Јас ги повикувам сите нив, ако го слушнат ова, ако си ги слушнат своите имиња, да превземат, додека имаат време, она што самиот статут на општина Битола им го нуди. Има посебен член во општината со кој или градоначалникот во статутот или советниците имаат право да се обратат до централната власт за одлуки, прописи донесени кои што не се од интерес на граѓаните, како што е овој случај. Им се нуди можност пред да си заминат да го направат тоа и да го решат ова прашање на наједноставен начин, да го слушаат народот и да ги превземат работите што се уште се во нивни раце. Поинаку, Битола, можам да ја споредам со случајот во Кочани. Битола е за разлика од Кочани, во кој што катастрофата настана од пожар и беше евидентна, загубите непроценливи и тажни и за секој од нас од Македонија. За разлика од тоа, пожарот во Битола трае
од создавањето на РЕК, односно откако престанаа да се применуваат мерките за еколошка заштита во РЕК. Што би се рекол дека ако првите 10 години тоа се правило, 35 години Битола, Новоци, Пелагонија горат со оган што не се гледа. Оганот во Пелагонија е воздухот, загадениот воздух, од кој што не се умира веднаш, не настанува катастрофата веднаш, но подмолно трае со децении, што е евидентно од здравствената состојба и состојбата на морталитетот во градот. Значи, овој случај, ако се семи, е случај со повеќе општини во Битола за различни работи. Кај нас со загаден воздух, на друго место се уништува водата, а водата и кај нас е загрозена. Постои опасност Пелагонискиот регион како регион со здрава вода да биде загаден. Што значи дека ако некој таргетира Битола и Македонија да ја уништат, тоа најресно ќе го направат преку водите, оти тие се сега нападнати на различни начини. Затоа битолчани продолжуваат, ние продолжуваме се додека не се разреши овој проблем. Еднаш за секогаш. Освен варијантите што ги нудиме во нашиот флаер, само депонија регионална со рециклажа, со селектиран отпад за Пелагонискиот регион. Ви благодарам. Браво. Благодарим и ние, Весна. Дали некој друг бара збор? Тогаш ме повикува на протестниот марш, ќе се сретниме долу кај офицерскиот дом. Тие што се задолжени за делење на флаерите, делете на секоја маса по кафичите, ќе ве замолам. Имаме флаери 1000 и кусуро, мислам, значи делете ги на секоја маса. Работи?
Počituvani bidovskí sograďani, što tu pred vojskou gledate protesty od marš imenujem ako sport za formiranje nacionalne opštinska međuregionalna deponija. 18. pak vrvíme pokraj vás i nepovykúvame da stavíte delo odporu. Nekoj úpore inie, ama ili ste úporni Sakoviče sa zdravie kapeta, kolega. Povedete Sakova streda se zbírame vo 20:00 časov po štát Magnolia. Se boríme da nekako da stopiramo izgradbata na međuregionalната 18. opštinska deponija, koja što saka da postane dostacata na Pedagovija. Zašto povedete, če li objasníme na plostak? Dakle, idemo Sakova dobro. Prva večer počituvani sograđani. Nije se protesti od naš sport za formiranje nacionalna opštinska međuregionalna deponija Pedagovija. 18 pati vrvime na Silovcoka, 18 pati ne nabiduvame, tako što ne nabiduvati nije nas. Nije uporni i nije uporni. Svekova večer, prepovikuvame, svekova streda, 20:00 časov, to je štát Magnolia. Tamo je mesto koje što treba se boriti za vašето zdravlje, vašeg život. Sport za formiranje nacionalna opštinska regionalna deponija. Na zdravje kafeto, uživajte svekova večer. Sveko je dobro.
Počitovani Vikovci građani, dobrovi večer. Вие сте протестниот марш, точка формирање на Сумајте, општинска, меѓурегионална ветерија во Белавонија. Во 18 пати се разминуваме тоа, се разминуваме, како што не разминувате и вие нас. Вие упорни, вие уторни. Като носина то треба цело лето да се гледаме, се посетуваме, се излезите и да видите ден од отворот, што се вика 18 меѓурегионална општинска ветерија. Ви покануваме сето среда 22 часот, до Статна Марија, потоа 29 часот протестен марш. Знаете удавано, знаеме дека некако протестуваме во среда. Вие сте протестниот марш, именуван како стоп за формирање на 18 општинска меѓурегионална ветерија за Белавонија. 18 пати се разминуваме и 18 пати ветоликуваме за ваше присуство на местото на што треба да бидете присутни. Секоја среда, 20:00 часот по Статна Марија, излезете, борете се за своето здравје, за својот живот, здравјето и животот на вашите поколенија и днината на неродените. Иметувано секоја вечер, секој добро. Este protestniот marš imenуван како стоп за формирање на 18 општинска меѓурегионална ветерија за Белавонија. Го покануваме секоја среда 20:00 часот до Статна Марија, дојдете и информирайте се, дојдете и станете некој разликан стоп за формирање на ветерија. Имате удобно вечер, се гледаме.
ваше на здравие, нека ви е кафето. Пред вашите очи се разминува протестниот марш вика на стоп за формирање на 18 меѓурегионална општинска депонија на паромасена Мегници Пелагонија. Излезете, застанете да нас бидете бил од отпорот кој што против формирањето на депонијата. За се има време, така да уживајте во вашето време, секој е добро, се гледаме на редната среда по Штаб Магнолија. Zdravia kafeta Mladino. Međutim, da pokrenujeme sveka sreda 20:00 časov za Štab Magnolia. Izlezete i dovedete se za vaša tajina. Sveka veoma prijatna večer. Почитувани битовски сограѓани, добра ви вечер. Денес е среда, денот кој на 18 пати се разбудуваме совац и ја повикуваме на организиран отпор против формирање на 18 општинска регионална депонија. Или упорни, ќе видим упорни до краја на летото. На краја на краиштата, ако сакаме депонија, ќе имаме. Нека ви наздраве кафето, уживајте во ова вечер, јутре да покануваме среда 20:00 часот по Штаб Магнолија, бидете дел од отпорот кој што се бори против формирањето на регионалната депонија. Секој добро.
Прво ви поздравиме присутните тука со вечината што си играат. Ако не познавате кој сме, да ви се представиме. Ние сме протестниот собир и протестниот марш вика на стоп за формирање на 18 општинска меѓурегионална депонија во Мегленци, која што е надвисната врз подземната вода во Пелагонија. На нашите протестанти и оние кои што маршираа, и благодарам што бевте дел и од овој 18 протестен собир и протестен марш, стоп за формирање на депонијата. За жал, гледате и самите, има и препукувања меѓу нашите редови, кај е човекот го нема. Го нема човекот, меѓутоа и тие работи се очекувани, затоа што едноставно, нешто од нервоза, нешто од страна инсуирано и така натаму, и така натаму. Не е така, сакам кажам, не знам речам. Дали некој тука може би сака збор-два да каже нешто? Било кој? Останавме, значи, само на јупорните. Искрено да ви кажам, не сум разочаран, меѓутоа размислувам, што правиме ние сега 50-тина, бевме 100-тина, 200 горе. Ги гледаме секоја среда, не гледат и тие нас. На некого или некому му сме одвратни. Не може да не смислат, знаете како, да му го расипиш комодитето, да му го расипиш кафето. Ги разбирам, ги сваќам и ними. Меѓутоа се радувам на денот кога тие ќе почнат нас да не сваќаат. Кој е нашиот порив, која е нашата желба, која е нашата безпоштедна борба. Единствена, да нема депонија. Рековме политиката настрана, ни се пикне и тука политиката во самиот протест. Се е очекувано, не можеме и политиката да ја контролираме. Меѓутоа, знаете, се додека мене ми има овдека, политика ќе нема. Може да има ексцеси, да влегват втори, трети, четврти, пети и така натаму и така натаму. Дали некој бара збор? Не. Кога ќе се струши политика да нема? Нема. Политиката ќе се струши кога ќе... И сите што се горе. Не ме слушам. Ако некој има контакт со 24 вести, со новинарите, јас верувајте, му имам пуштено емайл на секоја телевизиска куќа. На времето ги знаев емайлите, додуше уредниците се малце изменети, меѓутоа рачунајте дека има апсолутен медиумски молк за нашава работа. Доколку некој било кој има пријател, новинар, кој што работи во некој од медиумските куќи, известете го. Доколку сакат, не е проблем, ќе видиме тројца четворица гости, како што вчера на 24 вести беа гости од Гевгелија, кои што се против изградба на хидроцентралите во Дошница. Ви благодарам. Ако ништо повеќе, барем правите да не се чувствувам како Дон Кихот и да бркам ветерници. Значи, нима стотина Дон Кихоти, ќе ги бркаме ветерниците, се додека не има. Ви благодарам што бевте дел од 18-тиот протестен собир и протестен марш. Се гледаме во среда, 20:00 часот на истото место. Повеќе, ајде. Не мислев, ама сум испровоцирана да кажам и јас нешто. Ние си сме упорни и ќе си продолжиме да си излегваме. Сега нима оставено на мира. Јас мислам ќе биде поголем притисок кога ќе поминат изборите во октомври. Ама нема да се даваме и ние тогаш ќе пружиме повеќе отпор. А нешто вечерва што приметив и претходните среди сум длабоко разочарана. Мои блиски секоја среда се излезени, се среќаваме на широк стукат. И упорно им велам, дојдете, приклучете се да слушнете. Ги земат флаерите, добро знаеме со вас сме. Зошто не дојдат да ни дадат тука поддршка? Ама тоа е. Сите го имаме истиот проблем. Да. Не можеш да му го мениш мислењето на луѓето. Да. Не можеш.
свеста да ја мениш кај него. Тоа е тоа. Ви благодарам што ми кажете. Ти благодариме ние. Некој друг да ме бара збори. Па тоа би било све. Се гледаме во среда 20:00 часот повторно плоштад Магнолија. Секој е добро.